Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Корона кризата ги стави семејствата пред големи предизвици. Тетовските градинки подготвени за работа според протоколите во време на пандемија. Гостиварка не може да отвори сметка за нејзината неподвижна мајка. Стои 18 нови случаи на COVID-19 се регистрирани во последните 24 часа. Од нив 6 се во Тетово и 2 се во Гостивар. Починати се тројца пациенти од Тетово, Штип и од Струга. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 127 оздравени пациенти. Корона кризата ги стави семејствата пред големи предизвици. Освен финансиите, се почест проблем се и нарушените меѓусебни односи. Страда менталното здравје, луѓето го губат трпението и стабилноста. Сето тоа доведува до кризи внатре во семејството. Нагласува психологот од Центарот за социјална работа во Гостивар Билен Карахасан. Ковид-пандемијата донесе најразлични премрежја во животите на луѓето. Борбата не е само на оние кои се борат директно со болеста, туку скоро на сите. За голем дел бојното поле е обезбедувањето на екзистенција, како и одржување на менталното здравје. Во услови на криза, под стрес и во страф од заразување, човековата психа попушта. Се нарушуваат односите во семејството, расте нетрпението и се занишуваат темелите на најважната клетка на општеството, оценуваат психолозите. Цела ситуација со COVID-19 не влијае позитивно на семејни релации. Како прво имаме пораз на депресивни болести, а со тоа имаме пораз на семејно насилство, пораз на незадоволство и на крај краишта пораз на разводи. Те дојде летото, се надевавме дека ќе престане, меѓутоа неизвестноста е уште поголема. Доаѓа сега есен за која имаме разни информации, а мислиме дека ќе се случи повторно да се изолираме. И сето тој тренд на недоумици, нејасноти, големи дезинформации, имаме разни информации, значи дезинформација, една средина со дезинформации, што негативно влијае на стабилноста на луѓето, а да не кажеме што ќе биде со економска криза. Како да се остане стабилен и присебен во време на корона криза, кога честопати владее паника, има разни дезинформации и многу неизвестност. Психологот Карахасан советува луѓето да читаат повеќе книги, да посветат внимание на разговор и заеднички активности со своите блиски и да се свртат кон духовните вредности. Веројатно е ова порака за сите нас со корона. Дека се изгубивме во материјалниот свет и ова е крајниот резултат што добивме од материјалниот свет, корона добивме. Малку да се свртиме на духовниот свет, бидејќи ние сме и духовни битија. Џабе сите пари ако имаме развод на брак, семејно насилство, деца деликвенти, џабе што имаме 5 мобилни телефони, таблети. Се тоа џабе ако не сме се средени духовно и мислам дека доаѓа едно време на еден нов духовен препород на тие што ќе размислат и ќе сватат оваа порака. Не моја порака, него генерално ова порака на историјата, бидејќи ова е навистина нешто што првпат ни се случува во светски рамки. Пандемија се првпат случува на ваков начин. И Светската здравствена организација предупреди дека на светот му се заканува глобална криза по менталното здравје, предизвикана од ковид-пандемијата. Како најранливи групи во тој поглед СЗО ги посочи децата, младите луѓе, како и здравствените работници, поради фактот што се сведоци на голем број на тешки случаи, па и починати од коронавирусот. Тетовските градинки подготвени за почеток со работа според протоколите во време на пандемија. За престој пријавени се 140 деца. Нивните родители треба да достават потврди дека не можат да работат од дома. 140 деца се пријавени за престој во градинките во Тетово. Нивните родители треба да достават потврди дека не можат да работат од дома.
5 објекти на јавната установа Детска градинка Младост имаат услови за прием на децата, при тоа да бидат запазени сите протоколи за заштита од ширење на коронавирусот. Според протоколот, за децата до 3 годишна возраст, максималниот број во една група е 6 деца, а за децата од 3 до 10 годишна возраст максимум е дозволено да има по 15 деца. Очекуваме, откако ќе се види кои деца ќе дојдат во градинка, да се направат групи, да се одредат кои воспитувачи и негувателки ќе бидат во тие групи, бидејќи знаеме, спрема протоколот и спрема владата, ослободени са и дел од вработени кои са хронично болни во градинките, во помалите групи. До 3 години децата треба да бидат само 6 деца во занимална, а над 3 години по 15 деца во занимална. Тоа веќе очекуваме идната недела. Ние како градинка започнуваме со вработените на работа и ќе се одредат свите понатамошни работи, за да можеме на први да ги пречекаме децата како што треба. Во завршна фаза се активностите за реновирање на објектите на градинките, а од управата најавуваат дека преку проект комплетно ќе се реновира и градинката спортски. Реновирање и одржување на објектите веќе углавном се завршени, но продолжуваме со работа. Значи, моментално општина Тетово ги проширува капацитетите во стара градинка, веќе работаат. Очекуваме дека набргу тоа ќе заврши и ќе можеме поголем број на деца да примиме во тој објект. Работиме на проектот Форуми на заедниците. Имаме аплицирано, каде што ќе се реконструира и спортски центар. Протоколите за работа предвидуваат при прием на децата и вработените да им биде мерена телесна температура, а вработените постојано да носат заштитни маски. Непосредно пред почетокот со работа ќе се изврши комплетна дезинфекција на сите простори на детските градинки, а дезинфекција треба да се врши на дневно ниво. По пропаѓањето на Евростандард во Гостивар пред сите филијали на банките има гужви и долги редици од граѓани. Тие мора што поскоро да си отварат нова трансакцијска сметка за да земат плати, пензии, социјална помош и слично. Гостиварката Мубера Зендели вели дека 4 дена талка по банките и чека со часови, поради што е приморана нејзината неподвижна мајка да ја остава дома сама на ризик. Пропаѓањето на Евростандард банка создаде големи гужви пред останатите банки. Во Гостивар од почетокот на неделава пред сите филијали на банките може да се забележат долги редици од граѓани. Поранешните клиенти на Евростандард бараат чаре, час поскоро да си отворат трансакцијска сметка на друго место. Во спротивно нема да можат да си ги добијат навреме платите, пензиите, социјалната помош и слично. Пред вратите на банките се чека по неколку часа. Многу од граѓаните ставени на мака се револтирани. Гостиварката Мубера Зендели вели дека 4 дена талка по банките и чека со часови, поради што е приморана нејзината неподвижна мајка да ја остава дома сама на ризик. Полномошното кое и било издадено од Евростандард не се признава во другите банки. Одам со овој документ. Сакам во Халк банка да влезам. 2,5 сати чекам, само да прашам дали треба нешто. Не ме пуштија 2,5 сати кога влеком натре, ми рекоа дека овој документ не ваш. Ова полномошно било само за Евростандард банка. Сега ќе морам друго. Значи друго. Од тука доаѓам овде во Стопанска банка, чекам и овде 1 сат и пол, добивам бројче и ми викаат да чекам ред. Ја го замолувам да влезам. Не, вика, чекајте ред. После сат и пол влегам, негде беше околу 3,5 сатот. Значи од 12,5 до 3,5 сатот мајка ми дома. Што може да се случи на еден непокретен човек, ти да излезеш дома од 12 сат и да го оставиш таков човек, дали ми треба хранење, треба све што треба, терапија, едно друго. За да ги комплетира документите и извади полномошно кое важи во друга банка, гостиварката морала да се изложи на дополнителен трошок. Бев во нотар, све еве овие 2200 денари такси, нотарот ти не може, ти мораш да му даеш 1200 денари да ти дојде дома.
плюс по 500.000 денари да ти прави овие куца, плюс заверка имаше овде, околу 3.200 денари платив, сите документи испремав и сега сум од 11 сато тука, па мајка ми оставам дома, број добивам 70. Еве. Освен нетрпение и нервоза, гужвите пред банките носат и потенцијален ризик од ширење на коронавирус. Планинските предели на Шар-планина, кои беа магнет за планинарите и рекреативците, од година в година се соголуваат и пустошат од дрвократците. Голем број планинарски друштва кои според својата програма еднаш годишно ги повторуваат планинарските тури, велат дека веќе не можат да ја препознаат местноста Плоча, пределот кој води кон Брезно и атарите на целата Поро и Джепчиште. За состојбата, но и што превземаат надлежните околу дрвократството во регионалните вести, погледнете го разговорот со портпаролот на СВР Тетово, Маријан Јосифовски. Знаеме сите дека Тетовскиот регион е опкружен со голем број на планини, планински подрачја, тука се планината Жеден, Сува гора и Шар-планина. Меѓутоа, за овој цел планински предел во Тетовскиот регион се грижат 18 шумски полицајци. Од шумската полиција од Тетово велат дека поради малиот број вработени, но поради недостаток на техника, возила и слично, не може да го обслужат овој цел регион. Дополнителен проблем, како што велат оттаму, е тоа што се уште државата нема воведено реонска полиција, која што би контролирала одреден дел од планината. Меѓутоа, за разлика од пред 5, 10 и 15 години, оттаму истакнуваат дека последниве 2-3 години малку е подобрена состојбата затоа што во акцијата и во контролите на овие шумски подрачја се вклучени припадниците на Министерството за внатрешни работи. Да не кажете што преземате за поголема контрола, меѓутоа и за намалување на дрвократството на овие планински подрачја во Тетовскиот регион. Секторот за внатрешни работи Тетово и годинава презема широк сет на комбинирани мерки и активности за справување со дрвократството и дрвократците, како и со пустошењето на шуми на поширокото Тетовско гостиварско подрачје. Најголемиот дел од овие активности во континуитет ги реализира самостојно, но и во содејство и координација со шумската полиција, како што веќе рековте, и со локалните подружници на јавното предпријатие Национални шуми, со кои имаме воспоставено мощна продуктивна двонасочна соработка, која веќе ги дава позитивните ефекти, иако секогаш нели може и повеќе и подобро. Да ни кажете, ова се добро што го кажавте, меѓутоа дали имате бројки некои, што се имате казнето, фатено, дрвна маса и слично? Секако, еве ги бројките. Во изминатите 6 месеци од оваа година, во секторот за внатрешни работи Тетово вкупно регистрирани се 28 кривични дела, од кои 21 на гостиварските и 7 на тетовските простори. Претежно станува збор за кражби на дрва и пустошење на шуми, најмногу второто во гостиварскиот регион. Кривичните дела во периодот за кои станува збор, кои се регистрирани во секторот за внатрешни работи Тетово, целосно се заокружени со адекватни поднесоци, односно пријави против познат и непознат сторител, додека вкупната материјална штета причинета во нив се проценува на околу 170.000 денари. Инаку, според досегашните искуства и сознанија со кои располага секторот за внатрешни работи Тетово, кражбите на дрва и пустошењето на шуми најчесто се случуваат во подалечените високопланински села, каде поединци со моторни пили или групи сечат стебла, а потоа ги редат и транспортираат со возила, адекватно прилагодени за таа цел и намена, со приколки и други помошни средства, и по планински патишта ги транспортираат за собствени потреби или за продажба на нелегалниот црн пазар на други лица по цени поевтини од реалните. Господин Јосифовски, ви благодарам за разговорот. Така, студио, се надеваме дека ваквите акции и контролите на повеќе институции во државата ќе придонесат да се намали дрвократството во овој Тетовски регион, посебно на Шар-планина, каде што нели сите очекуваме дека за нецела година ќе се прогласи за национален парк.
Новата влада, што ќе ја предводи лидерот на СДСМ Зоран Заев, ќе има 19 министри наместо досегашните 26. СДСМ ќе има 11 министри, од кои 8 со ресори, 3 вице-премиери кои ќе бидат предложени како министри без ресор со одредена надлежност. На вечерашната седница Централниот одбор ги прифати и предложените кандидати за министри за нова влада. И ме овласти мене да ги предложам и замениците министри до Републичкото собрание. Социјалдемократскиот сојуз од своите редови и на свој предлог номинира подпредседател на влада за борба против корупцијата и криминалот, за одржлив развој и човечки ресурси Љупче Николовски. Подпредседател на влада за европски политики Никола Димитров. Подпредседател на влада за економски политики Фатмир Бетики. За министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министер на одбраната Радмила Шикеринска. Министер за здравство Венко Филипче. Министер за образование Мила Царовска. Министер за транспорт и врски Благојче Бочварски. Министер за култура Ирена Стефоска. Министер за правда Бојан Маричич. Министер за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Истовремено, од ресорите на коалицијата Можеме, за коалиционите партнери во коалицијата Можеме, се дадени ресорите земјоделие на коалициониот партнер Беса и министерот за локална самоуправа, даден на коалициониот партнер Либерално-демократската партија. Бујар Османи за надворешни работи, Фатмир Бесими за финансии, Крешник Бектеши за економија, Насер Нуредини за животна средина, Артан Груби за политички систем. Ова се кадрите од ДУИ кои ќе ги водат дел од министерствата во новата влада, кој синоќа по одржувањето на седницата на Генералниот совет на партијата, која се одржа во Тетово, ги соопшти Али Ахмети. Кадарот ДУИ ќе управува и со Министерството за информатичко општество и администрација, но за изборот потребни се дополнителни консултации во партиското раководство. Министерските места кои ги добивме како и вице-премиерот е знак на превземање на одговорност и рамноправност во државата. Ново формираната влада дава силна порака на заедничка држава и рамноправност, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети, по одржувањето на седницата на Генералниот совет на партијата. Ние воспоставивме партнерство и последователно оваа влада ќе се раководи од премиерот и првиот вице-премиер, истовремено министер за политички систем, преку консензуално одлучување како начело на ковладење. За прв пат во државата ќе се промовира и ќе се врши функцијата прв вице-премиер и оваа личност ќе биде еден од нас. За прв пат ние ќе имаме одговорност во финансиите и во дипломатијата, раководејќи со Министерството за финансии и со Министерството за надворешни работи, но и со Министерството за информатичко општество, заедно со Министерството за економија и тоа за животна средина. Ахмети посочи дека целта на изборите била реализација на идејата за прв премиер албанец, кој ќе придонесе за поголема соработка, заедништво и иднина за сите граѓани. За време на кампањата рековме дека оваа идеја не е за позиции, не се однесува на мене, но е чекор кон потполна рамноправност, за побезбеден и подобар живот, за заедништво и иднина за сите. И токму затоа, браќи и сестри, ви велам дека оваа цел ја постигнавме заедно и го заокруживме историскиот договор за заедничко раководење на идната влада на Северна Македонија. Оваа заедничка влада помеѓу ДУИ и СДСМ го представува најдобриот резултат на нашата земја и посебно за албанците, затоа што нашата цел беше да се постигне еднаквост. Тој упати порака во иднина опозицијата да биде конструктивна, здрава и обединета, а интересите на државата да ги става пред партиските. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 66 лица изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 45 лица во Тетовско и на 24 во Гостиварско изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли не било утврдено непочитување на решенијата.
Вчера вечер на улица Линденска во Тетово полициски службеници лишиле од слобода 3 лица од тетовски порој, поради основи на сомнение за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При нивен и при преглед на возилото во кое се превезувале, биле пронајдени остатоци од бела прашкаста материја. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера на локалниот пат што од автопатот Гостивар Тетово води кон Гостиварско Врапчиште се случила сообраќајна незгода во која учествувале товарно моторно возило, управувано од 23 годишник од Кратово и мотоцикл без регистерски таблици што го управувал 66 годишник од Врапчиште. Во незгодата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди, кои се констатирани во Гостиварската општа болница, каде бил пренесен за укажување лекарска помош. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетово во континуитет превзема контролни и други активности за откривање и законско санкционирање на сите сообраќајни прекршоци. Заклучно минатиот месец, полициските службеници на СВР Тетово во Тетово и Тетовско изрекле вкупно 704 мерки за сигурносни појаси, кои биле заокружени со соодветни поднесоци, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Имајќи ги предвид овие состојби, СВР Тетово повторно апелира до возачите, задолжително да ги употребуваат, односно да ги врзуваат сигурносните појаси, подеднакво и кога се движат на подолги релации, но и низ градските улици, бидејќи станува збор за мерка насочена најмногу на нивната лична безбедност, како и за безбедноста на другите во возилата. Користењето на сигурносните појаси е пред се законска обврска, но факт е дека тие значително влијаат какви ќе бидат последиците од можните сообраќајни несреќи. Секој неизино непочитување повлекува санкции, без разлика дали станува збор за возач или патник на предното или задното седиште, велат од СВР Тетово. Инаку и неделаво во Тетово продолжуваат засилените сообраќајно-контролни активности на мотоцикли, на возила со вградени фолии, како и на возила кои не ги почитуваат знаците и прописите што се однесуваат на паркирањето. Во овие активности вчера биле откриени законски санкционирани 9 непрописно паркирани возила, кои веднаш биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба. Исто толку возачи без положен возачки испит, 4 нерегистрирани возила, 1 возач почетник кој не се придржувал на законските ограничувања и други прекршоци. Откриените прекршоци заокружени се со соодветни поднесоци, информираат од Тетовската полиција.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!